Стари воени и полициски возила како Херменили, БТР и Пинсгауери се пренаменети за гаснење пожари и деновиве ќе се стават во функција за очекуваната летна сезона со пожари. 60 возила се опремени со 6-тонски резервоари за вода и ќе действуваат на непристапен терен. Новитет е тоа што дел од застарената и магационирана опрема, како што се БТР 70-80, старите Хермелини, Пинсгауери и слично, кои што беа во магазините на Министерството за одбрана и внатрешни работи, се модернизираа, обработија, им се инсталираа посебни резервоари за вода, се купија пумпи кои што работат на висок притисок и можат да пристапуваат на непристапни терени, тоа што многу ни беше важно навечер кога оганот, како што велат, спие стручно, да може да му пристапиме и да го угасиме за да не се распланти преку денот. Дополнително Дирекцијата за заштита и спасување оперативно располага со 2 трактора, а се очекува да дојде и третиот. Планот е сите капацитети да бидат ставени во координиран систем на одговор со вклученост на армијата, полицијата и цивилната заштита. Мицкоски вели дека возилата ќе бидат обслужувани од возачи и луѓе од одбрана и од МВР. Пренамената не чинела многу. Многу малку. И тоа е пред се работа која што е завршена на волонтеристичка база и со општествено одговорни компании. Буџетот не го чини воопшто. Возилата ќе бидат распределени по региони и на располагање на локалните противпожарни единици. Во моментот во земјава има помалку од 400 пожарникари во сите единици на противпожарна заштита, а 34 противпожарни единици во Македонија вкупно располагаат со 284 возила, од кои што половината се постари од 30 години, а најстарото е од 1966 година.